Мед. Седевме во кафулето на масата за која велевме дека е наша. Позиционирана во ќошот, зад нас имаше само полици со книги. Иван извади од ташната примерок од неговата голема книга со народни поговорки и пословици. Ја спремаше да ја подари на некого, не знаев на кого. Ги стави и двете раце врз книгата. Се замисли нешто и рече: види, народниот мудрец со една поговорка или пословица кажал голема мудрост. Со две напишал цел филозофски памфлет. Со 3 закон за брак и семејство. Со 4-5, ајде да не претерам, ама можеби и устав може да се напише. Чекај малку. Зарем тоа не се мисли произлезени од нашиот народ, од дамнина? Зарем тогаш не биле неписмени, полуписмени или како што тогаш ги нарекувале аналфабети, односно неграмотни? Любопитно го прашав. Токму заради тоа се викаат народни умотворби. Се пренесувале усно од колено на колено, од постарата генерација на помладата. Се одржале во колективната меморија се до денот кога ќе се најде некој да ги запише, да ги стави на хартија, да ги снеми на магнетофонска лента, да бидат целосно заштитени од заборав. Некој како тебе. Па добро, ајде да кажеме некој како мене. Се насмевна подседиот мустак, ама и многумина пред мене, како Марко Цепенков, како браќата Миладиновци и многу други. Мислиш дека денешнава модерна, млада, дигитализирана генерација ќе има некаква корист од мудростите на тие полуписмени дедовци и баби? Прашав и сркнав од филџанот со горко кафе. Тој истореше мед од малото пластично пакување во чајот од липа, зеде лажица, го промеша и се напи малку, колку да му го почувствува вкусот. Го исправи погледот, ме погледна право во очи и рече: го гледаш ова мало пакување со мед. Што мислиш? Колку пчели вредно работеле за да го соберат? Колку време им требало? Од колку цветови полен зеле? Ниту се први пчели што собрале мед, ниту ќе бидат последни. Сакам да кажам дека секоја генерација си има своја ливада каде што собира мед. Може би од друг вид цветови, може би на поинаков начин, ама на крајот се сведува на едно. Без мед нема живот, а баш така ги научиле предходните генерации, дека без мед животот не може да се одржи. Знам што сакаш да кажеш. Тоа го имаш напишано во книгата што е на масава. Нов бунар копај, ама во стариот не плукај. Знаеш што значи тоа? Мислам дека значи дека новите извори можат да пресушат, па може би повторно ќе имаш потреба од стариот бунар. Токму така. Таму каде што течело, пак ќе тече. Затоа, да го држиме стариот бунар чист, незагаден, и секогаш ќе имаме можност да си ја изгасиме жетта. Само што доврши со мислата, ни се приклучи човекот за кого беше намената книгата. Разговорот тргна во друг правец, а мене во главата долго ми одзвонуваа неговите зборови, неговите размислувања за медот, за пчелите, за ливадите. Ова се разговори со Иван Котев од нашиот Ацо Ѓоргиев. Ви благодарам на сите што сте вечерва овде. Добра вечер и добре дојдовте на промоцијата на книгата, на монографијата, каде што е сместен овој реалистичен расказ Иван Котев помеѓу фолклорот и животот. Автор на книгата е доктор Ана Витанова Рингачева, која што ја посветува на низините двајца синови, меѓутоа поттикната од таа голема фолклористичка работа и љубов на нашиот Иван Котев. Во овој расказ Ацо Ѓоргиев, во овие мемуари од средбите со Иван Котев, ќе рече дека, односно се сеќава на зборовите на Иван Котев, дека фолклористите може да се споредат и со збирачи на мед, односно со пчели. И јас би рекла дека овие овде присутни наши двајца фолклористи се токму такви.
ненаметливи во својата работа, тивки, потивки од зоењето на тој инсект, меѓутоа нивната импресивна работа е исто како медот, собрана во мали теглички, собрана во големи книги, но кога ќе помине тој долг период на истражување, всушност ние сме свесни и можеме да вкусиме од таа медовина која што долго ќе ни ги сити душите. Јас би сакала на самиот почеток, Иване, бидејќи оваа книга на некој начин ја слави твојата работа, но и твојот благороден живот посветен на фолклорот, да те прашам, дали се чувствуваш како мед? Во некоја ситуација од својот живот, дали се почувствува како човек, како пчелка која што треба да влезе во многу куќи, како пчелата на многу цветови, да застане, да посвети внимание, да зеде малце и да го складира некаде? Прво да ги поздравам присутните, ви благодарам што во толку голем број не удостоевте со вашата посета и оваа промоција да мине во еден прекрасен ред. Под одговорам на прашањето. Како пчела се чувствувам баш како мед, не тоа оставам на другите да го кажат. Значи, во секој случај, благодарам на овој вовет, на овоето кажување и се најубаво. Оваа асоциација ни беше многу соодветна и токму затоа со почитуваната Ана решивме дека е добро расказот на Аце да биде воведот во овој разговор, во овој промотивен разговор, за да ги запознаеме нашите присутни драги гости со она што го содржи оваа книга. Книгата веќе одлежа, Ана, излезе некаде почетокот на месец декември и имавме време во некое обкружување вака поинтимно да зборуваме за тоа како дојде на идеја, што е градбата на оваа книга, па ако може монографијата почетно да им ја доближиме на нашите гости. Благодарам, Сузе. Добро вечер, драги луѓе. Не знам како да ви опишам какво е чувството од оваа страна, кога гледам само драги лица кои што и мене, и Иван, и Сузе ни се драги, и блиски нормално, и по душа, и по мисла. И навистина ќе им се извинам на сите што стојат, меѓутоа еве има столчиња за сите. Ви благодарам уште еднаш, да се навратам на прашањето на Сузе. Знаете како, со Иван може би убаво да почнеме како се запознавме всушност јас и Иван и некако животот е полн со коинциденции. Пред повеќе од 10 години, Иван не знам дали ќе се сети, меѓутоа токму тука во хотелот Сириус во една од салите имаше некаков свечен ручек по повод празникот Светите 15 Ривополски свештеномаченици, а Иван беше добитник на годишната награда тогаш. Јас знам дека пишував за празникот и така некако се најдовме тука. И во разговор кој од каде, јас туку што некако вратена од Скопје, не толку информирана што се случува баш во градот, се прашувавме и така дојдов до сознание дека всушност Иван е долгогодишен собирач на фолклорното богатство од Струмица. До тогаш, самиот Иван знаеше да каже дека да, јас собирам, меѓутоа кој знае каде ќе заврши овој мој труд, колку ова некој ќе го препознае, дали воопшто ќе го препознае и така натаму. И тие негови зборови мене ми беа своевидна, како да кажам, некоја мисла која што постојано ми даваше немир во душата, мислејќи дека не е праведно, иако многу работи се направедни на овој свет, меѓутоа не е праведно нешто што се работи со толку многу љубов и толку многу посветеност да остане само запишано во или на хартија или во компјутер. Не знам дали знаете, Иван имаше цели кутии полни со белешки мали кои што ги запишува додека патува или додека разговара со некој, знаете, тој ги запишува оние убави пословици, мудри мисли и слично. За несреќа една струмичка поплава му однесе дел од богатството. И разговарајќи така, всушност свативме дека која би била нашата мисија како негови наследници, ако не барем да се потрудиме толку колку што можеме да зачуваме од заборавот. Заради тоа што Иван го собира, тоа е мислата на мојата баба, мислата на твојата баба, животот на нашите предци и така натаму, меѓутоа тој толку вредно сето тоа го собрал, го складирал, го запишал со толку многу посветеност и тоа ми беше првата идеја дека нешто треба да се направи.
Вториот чекор кој што веќе ако одиме така по некоја ненаметлива хронологија, тоа беше периодот кога започнав да го одам третиот циклус студии на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и се одлучив дека ќе работам тема од народна книжевност. И тогаш Иван се понуди, онака најродителски, најпријателски, да ми даде сиров необјавен материјал, тоа се оние прекрасни приказни, легенди, кажувања кои што тој ги собрал од терен, повеќе од 50 години собирачка дејност има зад себе. И замислете некој да ви го даде тој материјал, еве директорот на Институтот за фолклор Марко Цепенков ни е почесен гостин, почитуваниот Ермислав Азановски, додека јас зборувам, тој вака клима со главата, заради тоа што знае што значи еден собирач, еден фолклорист да ти го отстапи, да ти отстапи дел од богатството. И кога сето тоа нели се склопи како една убава докторска дисертација, на крајот сватив дека тежината на целата таа моја докторска дисертација е таква благодарение на тоа што Иван мене ми го отстапил како вреден материјал. Поминаа многу години од тогаш, значи скоро една деценија се дружиме, разговараме. Понекогаш Иван знае да каже дека ретки се луѓето во градов со кои што можеш да си направиш муабет на тема книжевност, така е, на тема наука. Па понекогаш кога седиме и разговараме или пиеме кафе, ние всушност да си планираме која би била следната тема за некоја наредна конференција или слично. И постојано тоа со години и години траеше, се додека еден ден во разговор му кажав: Иван, само да знаеш дека еден ден за тебе ќе се организираат научни симпозиуми на кои што ќе се истражува твоето дело. Иван со сета негова скромност почна да се смее во смисла дека па добро, кој ќе му текне на мене или на мојава работа. Знаеш, Ана, оваа работа нема финансиски бенефит. Единствено што има тоа е што носи, нели, тоа е некоја убава душевна, тоа е душевна храна. И во разговор со почитуваниот Ермис направивме и со сузе, направивме еден убав научен симпозиум кој што го посветивме на Иван, на 50 годишнината од неговата собирачка дејност и јубилеот 70 години Институт за фолклор Марко Цепенков во истата оваа сала. И тогаш нашите колеги научници создадоа прекрасни научни трудови врз основа на собирачкото дело на Иван. И сето тоа се објави во едно од изданијата на списанието Македонски фолклор и денеска во науката е засведочено. И кога видов колку трудови се напластуваат, а зборуваат не за животот на Иван, туку за животот на она што Иван го собира, тој им го продолжува на некој начин животот на творбите. Но нераскинлива е таа приказна. Таа приказна е нераскинлива, затоа и книгата се вика Иван Котев меѓу фолклорот и животот, заради тоа што и да сакате, не можете да го одделите ликот на Иван Котев од неговата собирачка дејност, бидејќи тој е целосно даден на таа работа, на собирачката дејност, живее за тоа, секоја негова мисла е поврзана со фолклорот и таа беше причината, така направив еден панорамски преглед, меѓутоа таа беше причината поради која ова дело всушност се роди. Ќе спомнем уште нешто што содржи книгата, но ме поттекна на размислување кога рече дека третиот циклус си одлучила да биде тема од народната книжевност. Имаше ли всушност постоењето на Иван, неговата фолклористичка работа, тој голем фолклорист кој што беше изграден во очите на струмичари, некакво можеби ненаметливо влијание врз тебе да решиш да се одлучиш за една таква тема со оглед дека и ве знаеме дека методологија и мислам дека твојата магистерска работа се занимаваше многу со проучување на книжевните дела, со литературна критика и така натаму. Така. И еве се наметнува од друга страна фолклорот, народната книжевност. Несомнено беше така. Јас по вториот циклус, додека бев на магистерски студии, многу сакав да бидам методичар, заради тоа што работам во настава. И тоа ми беше една голема љубов. Меѓутоа, во себе носев некоја нескриена, ја знаете вие таа приказна, еве и ќе ја споделам со сите вас, од сите оценки на првиот циклус, единствена осмица заради која многу се нервирав беше народна книжевност. Тоа беше така од многу причини, не заради тоа што не научив, туку имаше професорката некои своји критериуми,
а јас целата влюбена во фолклорот и некако, знаете, ќе ви се скрши духот и си викате, па добро, веројатно не, јас не сум за ова, што нели професорката не го препознала тоа кај мене. И сега тоа тлееше, стоеше некаде во некаква позадина, а за сметка на тоа професорката по методика цело време не поттикнуваше и слично и затоа можеби натака тргнав. И разговорите со Иван мене ме вратија всушност на првата љубов, на првиот извор од кој што сум почнала да пијам. А од друга страна пак растена сум во семејство со баба, дедо, посебно баба ми која што беше извор на мудрост. Секогаш во низиното зборување имаше некоја мудра мисла. Спомнеме. Да си ги спомнеме без баба Ленка никаде. Растевме обкружени со таа љубов на едната и на другата баба и секогаш имаа нешто мудро да ни кажат, да не дури кога не караа преку кажување поговорки, пословици, многу често со сузе се смееме за тоа. Еден збор да ти каже, знаеш дека тоа е дел извадок, асоцира од некаква поговорка што претходно ти ја кажала. И всушност задоени така беше невозможно да се потисне таа љубов. А Иван беше само продолжување на таа низа и понекогаш тој знаеше да каже во разговорите дека знаеш Ана, поговорките се брусени диаманти. Често пати Иван тоа го кажува. Брусени во смисла како одат низ годините, низ времето, тие се повеќе и повеќе добиваат на сјај, на убавина и стануваат се побесценети и поскапи. И всушност таа негова, нели да се вратам на прашањето, тој не инсистираше туку, постојано разговаравме на таа тема и кога требаше да разговарам со мојата менторка, веќе како да знаев што ќе истражувам, иако темата беше од сосема друга природа, меѓутоа јас се обидов во македонското народно творештво да ги откриам оние универзални мотиви, универзални сюжети кои што всушност постојат во целиот свет. Разгледувајќи ја книгата, односно оваа монографија, почувствував дека ова е еден совршен водич за научно-истражувачките работници, затоа што покрај тоа што имаме еден куп, би рекла, референци од истражувачи кои што веќе пишувале за Иван Котев, кои што чепнале во неговото творештво, во неговиот голем творечки и собирачки опус. Исто така ја имаме и библиографијата на негови трудови. Имаме понатаму една табела огромна со архивата која што ја има во Институт за фолклор, ако не се лажам. Така што ова е многуслојно дело кое што комуницира на повеќе нивоа и со читателот и со истражувачот. Па таа ми беше и замислата. Како научен работник сметав дека нема да, како да кажам, можеби нема да бидам доволно доследна доколку направам само биографија со библиографија за Иван. Јас биографијата на Иван веќе на некој начин еднаш ја сработив за потребите на симпозиумот кој што се одржуваше тука. Исто ја сработив и библиографијата, така што до некаде тоа ми беше, бев на чисто со себе дека сум се одолжила кон Иван со тоа. Но сакав ова книга да биде една сериозна референца во науката, не само во фолклористиката, и во етнологијата, и во лингвистиката, во смисла на едно место да бидат ставени сите оние трудови што јас сум ги пишувала, а биле асоцирани од неговото дело, а сум ги презентирала на најразлични конференции тука во земјата и во странство, или не знам, сум ги пишувала за одредени списанија, и од друга страна да го надополнам овој труд со трудовите на моите колеги кои што пишувале за делото на Иван Котев како фолклорист. Бидејќи ние, сите оние кои што се занимаваат со истражување, знаат колку ни фалат понекогаш книги во кои што на едно место ќе биде собрано она што те интересира како научна тема за истражување. Па доколку, не знам, во иднина нашите наследници би сакале да истражуваат на оваа тема, оваа книга би им била на некој начин еден комплетен извор од кој што ќе можат да го црпат целокупниот материјал кој што им треба. И всушност во однос на концепцијата, освен книгата што има биографија и библиографија, библиографијата на Иван има над 200 единици, ќе прозборувам и за тоа дека Иван не е само фолклорист, тој е и толкувач на фолклорот. Нели оние трудови кои што јас сум ги пишувала за него,
Исто така, тоа што го спомна Сузе, Иван има депонирано во Институтот за фолклор огромен број единици, го ставивме списокот тука, и некои фотографии чисто да останат како, како спомен, така што една убава комплетна монографија посветена на Иван. Иване, би сакала ти да споделиш со публиката вечерва нешто од твоите почетоци. Знаме дека фолклорот опфаќа еден широк спектар на културно наследство. Имаше ли некакви насоки кои те водеше на твојата почетничка собирачка работа кога го нарами магнетофонот, а може би и претходно само со тефтерот и пенкалото и тргна низ струмичкото неизорано фолклорно поле и реши дека ќе ги правиш браздите, ќе го тераш редот? Тие се први бразди. Па еве, јас немам зборови со кои ќе се заблагодарам на едно елоквентно представување на мојата работа и на мојата личност. И Сузана и Ана во тој поглед, да ви кажам, се ненадминати и јас се чувствувам вака малку и возбуден, бидејќи толку пофалби на еден начин не очекувах и дали ги заслужувам. Фала многу во секој случај. Иначе моето собирање со фолклорот, моето занимање е од детството. Во 1953 година тука е Киро Донев, беше директор на Детска радост и уредник на Наш свет. Јас имам објавена една песна "Зиделе 9 мајстори" за Петре мајсторчето, кој што не кажал на жена му дека да не дојде утре на мостот, бидејќи мостот паѓал. Браќата се договориле, чии жена ќе донесе ручек, ќе зазидаме во мостот. Тоа било услов да може да се прави мост. Ама тие другите постарите браќа не кажали на жените да не случајно утре дојдете на мостот. Ама овај највен, најмалио, не кажал ништо и жена му направила ручек, однела и ја зазиделе во мостот. Тоа е една балада, навистина, со едно огромен број варијанти, меѓутоа јас добив и некоја награда од Наш свет тогаш за оваа народна песна. Значи 53 година, бил сум 14 години. Арно тоа било за така една љубов према фолклору, бидејќи ние растеме со песната, со приказката, бевме 9 деца, после 8 останавме живи и фала Богу секој си дојде на свое. Дома, кога дипливме тутун, кога нижевме тутун, со песна, мама знаеше многу песни, во мојата стихозбирка песни со песни Черешница род родила има околу 80, иначе таму има испеено преку 100 песни. Значи со тоа се државме. Зимно време немаше како сега телевизори, радио, ништо. Тате и мама, Бог да ги прости, ќе кажам, со приказни, како во илјадна и една ноќ. А рапта се ќе почне да кажува и на најинтересно, ако го додиплиме тутуну, ај утре вечер ќе продолжиме. И ние со душа чекаме да продолжи приказката. Значи, растапме со фолклор. В 1969 година, откако завршив педагошка академија, бев на работа во Босилов како наставник, добив една порака од Иван Глигоров, сега покоен, ме повикува во Штип на разговор. Јас се зачудив, иначе бевме добар студент и бевме многу блиски. И кога седнавме, порачавме кафе, тој вака ми рече: Ивана, јас треба да собирам песни од Подгоријата, Подбеласичкиот регион, Новоселска општина, тогаш беше пак имаше. Јас не можам, живеам во Штип, не сум како тебе толку подвижен, ако сакаш таа работа да ја зафатиш, и му упати на Блаже Ристовски. Тогаш една дописничка напишав јас на Блаже, остави писмо, во писмото ставих дописниците да договориме кој ќе може да се видиме, договоривме со останок и тој беше вака многу широкоград, многу изграден човек. Седнавме со него, се договоривме да почнам да собирам фолклор од Подгоријата. И во декември месец 69-та
во очи на новата 1970 година, моите браќа Никола и Костадин ми донесува магнитофон марка Грунтик, со кој ден денеска се служам. И почнам да ги правам првите записи. Првиот запис го имам направено на 13 јануари околу 15 часов спроти стара нова година во Босилово беше ми информатор Тодор Митов Донев. Еден изворедно интелигентен, пргав човек, кој што атечо што ќе кажеш, тоа не го заборава. И тој ми испеја тогаш 5 песни, меѓу кои што ми ја испеја песната за Ристоман Попчевски. Јас тогаш прв пат слушнав за Ристоман Попчевски. И ми стана обсесија, така да денеска, сега на маленка дигресија, денеска го проучуваме Ристоман Попчевски и со Кире Ѓорѓиев, студент на историја во Штип, правиме документарен филм за Ристоман Попчевски. Веќе почна снимањето на првите личности, така да пред струмичката и пред македонската, па ако треба и балканската јавност, да се види дека во Македонија имало револуционери за кои што до сега не беше преговорено. А тоа е баш од тоа што од Струмичко немаше објавено се до нас, дори да се појавивме ние, нито еден зборник на песни, на приказки, на поговорки во Бог да чува. Значи, ние сме први пионери во тој поглед. Иначе што кажа Суза за заорана бразда, Струмичкиот регион има уште многу за работа. Тоа е само почеток. Значи, Струмичкиот регион обилува со фолклор сите видови. Песни, приказни, кажувања, легенди, игри спортски. Тоа и за етнолозите е многу интересно. Значи, тоа е едно вистинско богатство. Само еден човек тоа не може да го собере. Меѓутоа, еве благодарение на вас, колку толку вие толку многу помогнавте за афирмација барем на фолклорот и афирмација лично на мене како личност. Јас да ви кажам најискрено, ако не беше Ана па Сузана, Институт за фолклор, се станех анонимен во 4 зида. Најискрено ви кажувам. И имаше советување со наставници по македонски малку поодамна и една советничка имаше од Штип, Виолета Карагунова, ме представа како фолклорист. Сите наставнички што беа од Струмица, викам, ние прв пат слушаме од Иван Котов е фолклорист. А од деки слушат, кога, например, стручна литература не пратат, не следат, ама не се љутам јас, еве сега веќе баре. Тоа сакав да те прашам, колку е променето сега? Во препознавањето, во почита, во односот, каков беше односот кога ти за прв пат зачекори меѓу Струмица? 1360 степени, значи веќе јас сум афирмиран во Струмица, во Струмичко, ама и малку пошироко, благодарение на научните симпозиуми, научните собери и воопшто научните средби што ги имам со пријатели, со другари и така натаму. После средбите Ана, Сузана, они се личности кои што имат не само шарм и убавина, туку многу храброст. Кога јас за моите поговорки викам нема пари, Суза вика ќе најдеме пари. И навистина најдовме пари, ја објавивме преку, ја финансираше општината Струмица и така почна. Јас немах, Тогаш ми беше несватливо дека она што го имаш сработено, одамна има 15 години сигурно, да. Така. Дека сето тоа 2009 нели беше една од 2010. Така. И толку години порано, а може би и сега ако прв пат слушнам, ќе бидам шокирана дека она што ти го собираш, бидејќи идев кај тебе, ги ја знаев твојата архива, дека за тоа нема слух, особено затоа што ти се жалеше дека неколку пати си одбиван од Министерството за култура, нема национален интерес. Да. И тоа беше еден страшен факт со кој што одбивав 15 години помлада да се помирам. Меѓутоа, може би држи тоа дека кога си помлад си многу похрабар, не ги согледуваш сите други околности отежнувачки, па еве, многу добри луѓе се собраа да направат ова работа реална. Јас многу благодарам и на вас, и на луѓето што овде сите, ги поздравувам од првосвещенство тука, висок свещеник,
значи црквата, сите ние сме еден народ, еден дух, една душа. И треба во таа смисла и да продолжиме. Оти фолклорот е всушност рефлексија на душата на народот. Секој збор што го изкажал нашиот човек, нашиот пеец, нашиот раскажувач, тоа му излегло од душата. И вие кога нешто земете да напишете едно писмо, ако не го чувствуваш во душата, порно не го пише. А тоа тој што го кажал народот, тоа са вистински диаманти, избрусени, не е битно. Оглавно тие ќе останат за секој пат својне на овој народ што ги создал. И почнав, да не должам многу, почнав со издавање на книгите, прво беше Мудростта на вековите, и почнав да се редат, и сега дојдевме до 15, односно наред е 16 книга, бидејќи синоќа завршив поговорките вториот дел од Мудростта на вековите, а работам паралелно уште на 3 книги и снимам документарен филм за Рестоман Попчевски. Ане, човекот од секогаш се обидувал да си го објасни тоа што му било непознато, она што го застрашувало, кое што било некоја непозната силуета некаде. И ја артикулирал, наоѓал начини да си ја приближи, да му стане, да ја припитоми дури. Меѓутоа, колку сите тие приказни знаат да бидат нереални, да бидат предимензионирани. Всушност, некогаш се многу корисни документи од кои што може понатаму да се извлекуваат нови сознанија. Фолклорот е совршена платформа за истражување од областа на антропологијата, културологијата. Меѓутоа, еве спомнува Иван Котев и историјата. Кој се може да најде потпора во темелите на фолклорот? Кога на моите студенти се обидувам да им го доближам значењето на фолклорот, бидејќи предавам македонска народна книжевност, меѓутоа предавам и предмет што се вика мит и фолклор. Се обидувам некако да ги вратам назад во времето и да им објаснам дека човекот од секогаш живеел во содејство со природата, во содејство со силите на природата. И сега, кога би се вратиле назад во примитивното време, во она првобитно древно доба, можете да го замислите оној исплашен човек кој што на се околу себе, како што кажа Сузети, бара логичко толкување. Не знам зошто врне, зошто грми, од каде доаѓа громот и така натаму. А бидејќи бил вкован во таа многу божечка религија, тој човек почнал нормално да си создава свое толкување на нештата. И така се создале митовите. И кога им го цртам она дрво на... Како изгледа првиот мит? Дали танцот е основата? Па нормално, човекот е синкретично суштество и синкретизмот е во срцето на она древно време, архаично време. Оти видете, ние луѓето сме создадени да се движиме, да ги препознаваме звуците од природата, значи музиката да ја препознаваме, и да се обидеме да ја имитираме. Значи тоа се оние наши примордиални или првични импулси кои што човекот ги носел со себе. А од друга страна човекот од секогаш бил креативец. Значи јас и на студентите им кажувам, немојте да мислите дека сега ние цивилизираните во наводници луѓе сме многу поголеми креативци од нашите претходници, не е така. И тогаш луѓето цртале, и тогаш луѓето создавале звуци, и тогаш луѓето со раце се движеле со нозе и така натаму, и на тој начин е создадена таа прва синкретична уметност. И кога им го цртам онаа познато дрво на книжевноста, во корењата се митот и фолклорот, стеблото е литературата, па потоа таа се разгранува на лирика, епика, драма и така натаму. И им велам, кога митот се празни од значења, кога доаѓа христијанството, нели човекот се фокусира, така да кажам, кон она новото, нели, кон Бог кој што е всушност создателот на се, тогаш митовите се празнат од значења и остануваат да бидат приказни. Тоа е така е во науката. Меѓутоа, истиот тој човек не престанува да верува, го носи тоа во себе едноставно, да верува дека се околу него е одухотворено. И затоа народниот пејач општи со реката, така се обраќа на реката, се обраќа на планината, ги персонифицира, се обидува да им даде некаква
некаква човечка димензија. И тоа нормално се создавало со векови, со илјадници години, за ние денеска да ја имаме, да кажеме, приказната за рокчето, она позната приказна за која што сме зборувале со Иван. Тоа се оние првични мотиви од древното време, од фолклорот кои што денеска се пресликуваат. И она што го имаме денеска како оставнина, нам ни е еден вид, јас тоа често пати знам да го кажам, тоа се едни артефакти, како кога археолозите копаат и од земјата вадат грнчиња, не знам, обетки и така натаму, и се обидуваат, наблюдувајќи ги, нели, со помош на научните факти, да ги протолкуваат, од кое време потекнуваат и така натаму, исто и со фолклорот. Иван е археологот, ги вади на површина, не им ја чисти патината, ги дава во сирова форма, а науката е таа која што сето тоа треба да го протолкува. И ме праша Сузе дали во врска со историјата. Има Иван една книга, Грозен бој се почна горе на Балкано. Тоа е една многу значајна книга, многу е мала, меѓутоа тоа е книга која што содржи песни од балканските војни и Првата светска војна. Знаете, македонската историја, за жал, ги памти војните, како беше, дури не ни знаеле луѓето во која војна се, не знаел овој народ прва балканска ли е, втора балканска, прва светска и слично, вели 6-годишната војна, војната 6-годишната и така натаму. И тој во тие песни собрани од Иван, обзнанети во оваа книга Грозен бој се почна горе на Балкано, кога ги читате песните за страдањата, нели, на македонскиот народ, кога ги читате, како беше, спици се бичат, на македонци под ногти се стават. Значи, такви веристички слики ќе се фрапирате кога ги читате песните. Тоа само кажува дека можеби историјата едно запишала, меѓутоа песната, како што вика Иван, историјата не е песна, но песната е историја. И затоа на прашањето дали овој материјал што го има собрано Иван е податлив за истражување, секако дека да, во однос на, ајде да кажеме, фолклористите, етнолозите, антрополозите, културолозите и така натаму, но земете ги лингвистите. Јазикот во приказните на Иван е конзервиран. Така, професорката Макариоска. Лилијана Макариоска има таков труд. Тоа ви е конзервиран јазик. Значи, вие го имате јазикот, например, во Струмичкиот регион од 70-тите години на минатиот век. Веќе изумреа старите кои што знаеа да го говорат тој дијалект, особено по селата. Ама приказната не умира. Таа останува бидејќи некој ја запишал и ни ја оставил во аманет. Јас денеска знам да ја раскажам приказната која што баба ми ја раскажуваше за братчето кое што станало Еленче. Еве Ице се смеот и нему му е раскажувана истата приказна и плачевме онака дека не смее братчето да стане Еленче. И сега јас знам да ви ја раскажам приказната, но никогаш нема да знам на дијалектот на кој што баба ја раскажуваше. Јас веќе ќе ја раскажам на начин на кој што нели говориме ние денеска. Така што ова е времеплов и на јазикот. Вратете се назад, ќе ги откриете сите оние убави зборови што сте ги слушале од вашите постари, кога викаа старите, нели кога раскажуваше баба, ќе кажеше веќе гаре синче, нели, ајде да си легнаме. Например, ние веќе гаре него ни употребуваме, меѓутоа тоа за нив, нели, имало некакво значење. Така што пресериозни би биле овие истражувања од областа на лингвистика. Да се повикаме и на она што го рече синоќа вашата студентка на ораторската вечер, дека историјата ја пишуваат паметните, писмените, победниците, а во овој случај фолклорот е втората страна, гласот на народот, она што тој го почувствувал и како тој ги видел настаните од историјата. Па да, се убаво ме подсети, да, синоќа на ораторската вечер, детето тоа го кажа, студентката тоа го кажа прекрасно и понекогаш кога разговараме, еве Сонија и со тебе разговаравме исто, нели таа во говорот кажа, доста ги прашувате оние дотерани на шминкани, нели, не знам, дипломати, прашајте го обичниот народ. Тој најубаво ќе ви каже што чувства, што сака, што не сака. Значи, немојте да кој е, да, или, например, како што го има тоа во песните, нели, како беше за бабицата која што ни го породила на некој начин македонскиот идентитет. И тоа постојано се, нели, историчарите ги прашуваме за идентитетот и така натаму. Како што кажа Иван, отворете ги приказните.
во приказните нема ниту политика, нема ниту спомнување држави и така натаму. Така е, дали е цар, дали е говедар. Дури ни името не се знае, меѓутоа во една далечна земја, нели, или во едно далечно село си живеел еден човек и така натаму. Значи, наративот е секогаш ист. Сите ние луѓето од секогаш сме имале исти потреби, исти желби, исти стравови, исти соништа, без разлика дали сме живееле тука или во, не знам, онаа наша поранешна, поголема Македонија, но песните и приказните останале да ни ја раскажуваат историјата за нашите предци, да кажеме, од Егејска Македонија, кои што иако денеска повеќе, нели, не се живи, меѓутоа нивните потомци ги знаат се уште песните, а Иван ги има и засведочено. Начнавте една многу важна тема за која што досега многу малку се зборува и во јавноста, можеби и меѓу нас, а тоа е истражувачкиот профил на Иван Котев. Едно е тоа огромно богатство, таа неверојатна архива од собран фолклорен материјал. Но што е со трудовите? Рековме дека има отприлика 200 библиографски единици, кои што тој е така, прецизен секогаш, на научни трудови, истражувања, автентични, каде што го толкува она што го собира. Колку е ова важно? Каква основа е за изградба на понатамошната фолклористичка наука? Како ќе се развива, како ќе се моделира? Да, тоа е суштински важно и пред да ти одговорам, Суза, на прашањето, и овака ќе споделам со вас една моја една дилема, кога понекогаш сум уморна од многу работа и сега Иван ќе се јави и, например, ќе кажам, уморна сум, ама треба да го завршам тој и тој труд, например, а тој веќе го завршил. За истата конференција тој е готов 1 месец пред мене, со неговите години, со неговото темпо на работа, јас уште не сум стасала. И вика, Ана, не се нервири, работа и стари палтина секи има. И понекогаш си викам, да, работа и стари палтина секи има, меѓутоа неговите 200 референции за кои што ги спомна Сузе, на вистина се тоа е толку многу работа, толку многу вложен труд. И сега што нам ни останува како генерација која што го сведочи животот на Иван и делото на Иван? Тоа што го кажа, нели, претходно Сузе, да му помогнеме во издавањето на неговите дела кои што стојат на неговиот собран материјал кој што се уште стои во компјутер или, нели, напишан некаде во хартиена форма. И второ нешто многу важно, неговите научни трудови кои што се толкување на фолклорот да ги издадеме во една книга. Еве еден најубав пример, минатата година бевме во заедно тројцата во Загреб на конференција, Иван го вклучивме онлайн, јас и Сузе бевме, и например Иван таму имаше еден труд посветен на конјот во македонската народна песна. И сега додека останатите истражувачи, знаете, кога пишувате научни трудови, ја земате темата и барате референции, барате извори од каде би го земале материјал. И обично истражувачите го бараат Цепенков, Шапкарев, нели, Верковиќ, Караџич и така натаму. А Иван си има негов собран материјал, оригинален, и песните беа негови оригинални собрани запишани од терен. Песната за конјот, нели, од, не знам, 1981 година, кога сум се родила јас, запишана, например, во село Робово или не знам каде. Значи, тој го има сировиот материјал, оригинален, необјавен, и го дава како аргумент во неговиот научен труд. И сега за оние што разбираат наука знаат дека тоа е многу значајно, има голема тежина, и кога имате такви трудови, тоа се оригинални негови трудови, сето тоа мислам дека треба да си го земеме, Сузе, како наша идна обврска и да ветиме дека ќе ги собереме во една книга и дека таа книга ќе и најдеме наслов, меѓутоа ќе биде книга во која што ќе бидат собрани научните трудови на Иван Котев. Иван рече дека перцепцијата за него чувствува дека е променета. Дали фолклористичкиот профил на Струмица сметаш дека е променет изминатите години, затоа што додека ние Иван си го земаме здраво за готово, тоа е моето лично ведување, дека не сме доволно свесни колку вреден човек имаме меѓу нас. На конференцијата во Тршич 2022 година имавме фрапирани научници, имаше академици од САНУ, кои што сакаат да го допрат, да зборуваат, да се фотографираат со Иван Котев, затоа што е таму присутен, затоа што 5 децении собира фолклорни материјали
и рекоа дека да знаеле дека таков калибар на човек доаѓа, би имал едно од почесните воведни излагања на самата конференција. Дури ние бевме, ќе признаеш дека бевме изненадени дека патувавме со него како со нашиот близок пријател, а не дека тоа е големиот собирач на фолклор. Го надмина Цепенков. Знам дека тоа сака да го истакне затоа што навистина е труд кој што е автентичен, труд Иване, ова е навистина благородно заради тоа што не го правиш за финансиска добивка, не си го правил за некаква слава. Најголемиот дел од работите почнаа да се издаваат откако си пензиониран, значи целосно доброволно и целосно своеволно ангажирање во областа на фолклорот, па еве, како изгледа денес фолклористичка Струмица или овој дел од Македонија? Еве, а јас ќе кажам, па ќе ти дадам збор. Па не сме ние доволно свесни. Ние си го имаме Иван како наш соговорник, си го имаме Иван како наш пријател, си го имаме Иван како човек кој што секогаш, ако имам јас потреба од материјал, прво на Иван ќе се јавам, ако се најде нешто, ако не, понекогаш знае да каже, ја свртев целата библиотека за да ја најдам таа и таа книга, а има огромна библиотека. Фолклористичкиот профил на Иван секако е променет, бидејќи еве ако јас сум со него постојано негов соговорник повеќе од 10 години, знам како било на почетокот, знам како е сега. Може тоа да го посведочи и Ермис, заради тоа што кога порано одевме, еве ќе ви кажам уште една работа, значи на почетните години кога одевме на конференција, Иване, не ставаа во последната сесија како некои многу небитни луѓе, меѓутоа последниве години, верувајте, се променија работите. И Иван секако сега е во првата сесија, кога нели сите онака внимателно слушаат и се сконцентрирани. Кога бевме во Тршич, убаво ме подсети Сузе, Тршич е родното место на Вук Караджич во Србија, таму се одржува фолклористичка конференција, една преубава. Какво воодушевување беше, значи ние бевме затекнати и не очекувавме, бидејќи ние си го имаме Иван за другар, си патувавме заедно, си стигнавме, меѓутоа луѓето беа фасцинирани од тоа дека еден ваков профил на фолклорист, кој што се уште активно собира и работи, тие не засведочиле во нивната средина. И таму имаше академици од САНУ, таму имаше од филолошкиот факултет, од филозофскиот и така натаму професори, меѓутоа од профилот на Иван скоро и да немаше. И на крајот Иван беше еден вид звезда, сите буквално сака да се фотографираат со него, да го прашаат како работи, како собира и така натаму. И коментарот беше дека всушност ние на некој начин сме благословени со тоа што имаме еден таков човек, да, и што сме негови современици, па можеме да го сведочиме неговото дело. И може би ви звучи како, нели, не знам, претерување, меѓутоа да сме здрави и живи па да дочекаме нашите деца да раскажуваат дека на вистина не е претерување, туку е една голема вистина дека всушност го сведочиме животот на еден од најголемите живи фолклористи. На самиот почеток рече дека почесен гостин ни е директорот на Институтот за фолклор Марко Цепенков, професорот Ермис Лафазановски. Тоа ни е особена чест и радост што имаме можност да ја споделиме оваа радост вечерва со вас, професоре, но би сакале нешто да им одговорите и вие на струмичани, ако дозволите, ако направите малку простор, еве, да ве погледнат нашите драги сограѓани и пријатели. Вие сте и соработник и долгогодишен пријател на Иван Котев и знаете на вистина, еве, каква архива оставил Иван, со што го задолжил Институтот за фолклор? Добро вечер. Прво да кажам дека седнавме ги у првите тука на почеток и сега кога станав шокиран сум од колку многу публика има. Мислам, на вистина во Скопје кога правам промоција треба да викнам роднини, мајка, татко, пријатели, па првите два реда некако да се наполнат. Затоа сега се сетив дека може би од сега натаму ќе треба промоциите тука да ги правам. Јас од секогаш сум знаел дека Струмица е европски град на културата. Дека струмичаните се европски луѓе, дека Струмица е европски град. Ја постојано тоа го спомнам на секаде. И до скоро, односно до пред недела дена од прилика, мислев дека тоа е мое скромно мислење. Но дека не е тоа така, дека така мисли Европската Унија,
сведочи тоа што една ваша сограѓанка е прогласена за европска жена. Еден аплауз за Ана Витанова. Европска жена на годината. После ќе има и за вас аплауз. Не, па сега што видов, значи, почитувани струмичани од името на Институтот за фолклор Марко Цепенков од Скопје, би сакал да го поздравам излегувањето на ова, можам да кажам, извонредно епохално дело, кое што го напиша, односно го приреди Ана Витанова Рингачева. За нас во Институтот ова книга и особено незината содржина е од големо значење со оглед на тоа што ние сметаме дека најголем собирач на македонскиот фолклор во 20-тиот, втората половина на 20-тиот век, а еве и почетокот на 21-тиот век, е токму Иван Котев. И долго време размислувавме на кој начин нашите собирачи на народни умотворби да не останат, како што вели Ана, во последните редови, туку да дадеме некакво значење, да им дадеме некакво значење. И бидејќи се тие, а особено денес кога зборуваме за Иван Котев, продолжувачи на тоа што го работеа нашите преродбеници од 19-тиот, од крајот на 19-тиот век, како што е Марко Цепенков, Кузма Шапкарев, браќата Миладиновци и така натаму. И јас со задоволство констатирам дека во таа низа од наши извонредни собирачи на македонски фолклор секако дека спаѓа и Иван Котев. Затоа што, почнувајќи некаде од 70-тите години на 20-тиот век, кога Иван Котев почна да собира македонски материјали од македонскиот фолклор, почна и да ги депонира во нашиот институт. Нашиот институт има огромна архива на собрани народни умотворби од цела Македонија, па и пошироко, бидејќи имаме работено и во прекоокеанските земји, во Канада, во Америка и во Австралија, исто така, и во Егејска Македонија, преку 3-4 000 ленти со снимен материјал, аудио, видео и така натаму. И голем дел од тој материјал е токму собран од Иван Котев. Што значи дека дојдовме до заклучок дека во таа низа од големи луѓе кои што се занимавале со македонскиот фолклор, секако спаѓа Иван Котев, затоа што уште еднаш ќе кажам дека македонскиот фолклор е еден од клучните столбови на нашиот идентитет, заедно со јазикот, заедно со културата, и фолклорот е тука. И мило ми е што забележувам дека во последно време природната интелигенција на нашиот народ, убеден сум во тоа, ќе ја победи вештачката интелигенција понатаму. Кој беше прашање? Прашањето во голема мера го одговоривте, професоре, тоа беше колкава е архивата која што е депонирана лично од Иван Котев во Институтот за фолклор. Меѓутоа би се надоврзала со уште едно прашање, можете да продолжите. Тоа се однесува на овој профил што го зборуваме на Иван Котев. Собирач на народно творештво, собирач на фолклор, но и толкувач на фолклорот. Пред да почне промоцијата, со Ана споделивме дека како прв толкувач на фолклорот можеме да го сметаме Константин Миладинов со опишувањето на предговорот на зборникот на браќата Миладиновци. Меѓутоа, колкумина вакви ликови имаме во македонската фолклористика, кои што автентично собираат и го толкуваат фолклорот. Дали имаме да се огледаме во други вакви профили на собирачи и на научници кои што се занимаваат со македонскиот фолклор, или треба да изградиме доправа такви? Точно е дека двете работи многу тешко можат да се спојат и Иван Котев е еден од тие кои што успешно успева да и научно да ги третира работите кои што ги собира од фолклор. Велам дека е тешко затоа што и генерациите на фолклористи кои што работеле во Институтот за фолклор предходно, пред ова генерација сега, се занимавале и со собирање на материјали и со научно третирање на материјали. Бидејќи ние во Институтот за фолклор нашата задача е собирање, архивирање, документирање и како конечно објавување на тие материјали. Велам дека е тешко затоа што тешко некој да постигне во толкава мера
да успее да собере огромен материјал, а во исто време и научно да го третира тој материјал. Обично фолклористиката и фолклористите се луѓе кои што се занимаваат со наука пред се и ги анализираат материјалите кои што другите ги собрале од теренот, иако постои кампањско собирање, да речеме, во последните 70 години во институтот, да речем сега уште некоја година ќе славиме 75 години од постоењето. И мислам дека вакви профили на собирачи како што е Иван Котев ретко можат да се сретнат, дури и нашите собирачи кои што ги спомнав пред малку беа потполно посветени на собирањето. А нивните дела, особено на Марко Цепенков. Марко Цепенков е човек кој што, според моето скромно мислење, дури сега во 21. век ќе дојде негово време, затоа што сето тоа огромниот опус кој што се го оставил служи не само за оваа генерација на луѓе кои што се занимаваат со нашата традиционална култура, туку секогаш ќе служи како потик и како начин каде што може да се извлече тоа што е најсуштинско од менталитетот, од филозофијата и од културата, традиционалната култура на нашиот народ. Затоа Иван Котев е, како што реков, редок човек кој што ги спојува тие две работи. Затоа насловот на книгата Помеѓу фолклорот и животот практично се работи за тоа што кај Иван Котев па тие две работи, фолклорот и животот, па и науката, не може да се одделат. Ја мислам дека Иване фолклорот му е живот и животот му е фолклор и затоа мислам дека е уникатен човек. Ви благодариме, професоре. И мислиме дека е совршено време да ве вклучиме и вас, почитувани присутни, доколку има некое прашање, би сакале нешто да прашате, да се вклучите во оваа дискусија, Иван или Ана, некое видување за монографијата, за она што го слушавме вечерва. И морам да кажам, Ане ти спомна дека си методичар и професор, совршен професор, не знам дали си, но очигледно си голема љубов разбудила кај своите студенти, затоа што ова овде е една торта која што ја донесе студентка на Ане, рачно ја направила и одгоре ја имаме сликата од монографијата, така? А има ли поважно од тоа студентите кога бескрено ве почитуваат и поддржуваат? Оние убави девојчиња што ги гледате надвор кај книгите, тоа се наши студенти на македонистика и многу сум горда што тоа се деца кои што толку многу со љубов го изучуваат македонскиот јазик и книжевност и не само што се добри студенти, туку имаат и други чудни, интересни љубови, меѓу кои е вака изработката на торта. Ова е од рацете на Маријана и благодариме. Има ли прашања некој? Има? Да. Може да ги кате. Еве микрофонче. Благодарам, Сузи. Ќе се надоврзам, баш би сакала да се надоврзам на она што зборувавте последна. Мислам, се надевам, не знам дали Чичко Иван знае што остава зад себе, затоа што навистина поголем белег за и сведоштво за идентитетот и постоењето на еден народ од неговиот фолклор не постои. Зборуваме за некаков книжевен грб на Македонија. Да не зборувам па понатака за она интертекстуализација, што уствари да кажеме е некаков поттик за бројни дела понатака. Би се обратила до толкувачот Иван Котев. Колку, Чичко Иван, оној живот за чии сведок си ти преку неговите запишувања и толкувања, од тие дамнешни времења се живее и денес. Колку живот од некогашното време се живее и денес, низ призмата на фолклорот. Благодарам на прашањето. Во целина земјино, генерално, животот на човекот напредна многу во поглед на стандардо, во поглед на економијата, меѓутоа во поглед на психологијата, во поглед на интимата, ние сме оште многу со нашите предци. Еве ја само еден прост пример ќе ви кажам, од Шекспир, да речеме Отело, и он е граден по фолклорни мотиви.
Отело ја задавува својата жена Дездемона за тоа што наводно и правила проблеми. Колку денеска име Отеловци меѓу нас и пошироко, тоа секој си знае. Значи, сакам да кажам, многу во прашање, човекот диахронно се треба да го гледаме во поглед на економијата. Скоро се научихме да речеме од Рогозина да идеме на кревет, од креветот со добри душеци, јоги и така натаму, ама во душата ние сме си горе-долу исти. И затоа некои народни песни кои ги читаме или приказни, просто ќе не расплачат или ќе не вратат на едно време за кое што просто жалеме. Ето ако успеам да го... Еве, јас сакам две прашања да го прашам. Првото е за Чичко Иван. Во денешно време постојано слушам како ве споредуваат со Цепенков. Значи, постојано модерниот Цепенков, денешниот Цепенков. И сега знаеме дека Цепенков знаел да менува работи претежно во своите приказни. Да ги менува делумно и да внесува некој свој личен стил во пишувањето. Дали вие ги пренесувате приказните токму така како што ги слушате или пак нешто менувате во нив? Многу благодарам тоа прашање. Ако не го поставевте, сам ќе го поттекнем. Благодарам. Почитувани пријатели, браќа и сестри, да ви кажам една работа. Цепенков е голем човек. Јас само може да се воодушевам, не само јас, сите ние се воодушеваме, бидејќи живеел во едно друго време, во други услови, во други можности да забележува фолклорни материјали. Меѓутоа тој бил извореден интелект, имал голема меморија. Он ќе ја чуе приказната и дома ќе се ја пресоздаде, тоа е точно. И затоа, да речем, бугарска наука не го сметајќи за собирач Цепенков. Затоа што тој доста своји работи внесува во приказните. Сега, благодарение на техниката со која располагаме, јас не правам интервенции во текстот. Само некој пат вршам чистење, например, разбираш на секој втор збор, тоа само ќе го тргнам. Чистење, да. Има го, не така, види, ама суштината, значи не сакам да ја менам, бидејќи фолклорот и наука, утре лингвистики се произнесат, етнолози, фолклористи и треба да знаат точно како била запишана приказна. Колку е тешко во овој контекст, колку е тешко да се зачува дијалектот? Тешко сега не е проблем за сега, меѓутоа кога се дешифрира, тешко е многу да се напише на секој збор да се акцентира слогот. Тоа е тешко, меѓутоа тоа ми зема најмногу време и за поговорките се однесува и за приказните, ама кога сме се нафатиле, ќе го играме орото. Иначе, точно споредватме со современен Марко Цепенков. Цепенков си Цепенков. Ние можем да го симнеме капа. Значи, за тоа што го тој направил, тоа е просто неверојатно. Меѓутоа, ако ученикот не го надмине учителот, џабе му и на учителот и на ученикот. Јас, да. Само во мудроста на вековите имам соберно и објавено 17.000 поговорки, пословици, изрази, фрази и стари зборови. Цепенков има околу 5700, по-касно малку повеќе, околу 7000 поговорки, што е исто огромна бројка. Огромна. Еве новата книга сега што ќе излезе надевно се во јуни-јули, има околу 12.000 поговорки, помалку од таа што имаше во мудроста на вековите, ама сепак 15 годишниот труд ќе биде презентиран пред вас, пред јавноста, бидејќи има изворедни поговорки. И колку повеќе ги собирам, повеќе ги сакам да ви кажам, просто наваѓам во нив смисла на живот. Тоа е толку убаво кажано. Такви изразни средства, такви метафори, тоа не може најсовремениот поет некој пат да го напише. Јас благодарам на анонимниот творец
што кажува дека ние сме народ со дух и оти знаеме со малку да кажеме многу. Еве, тоа од прилика. Второто прашање може да ми го одговорат. Може Ана, Сузана, професорот до мене. Се јавуваат некакви нови тенденции во народното творештво. Колково е влијанието на урбаните легенди и дали веќе се јавуваат собирачи на тоа помодерно народно творештво, дали се собира, дали се истражува и така натаму. Еве, јас биле ќе одговорам сосема кратко, дали се собира, па собирачот е до нас. Тој собира се што ќе слушне и еве ќе ви кажам само еден пример. Како беше, запишувавме нешто поговорки околу короната беше и ми се јавува еден ден и вика: Ана, чекај да ти кажам, вика, најсовремена поговорка. Така ли беше? Не, работев труд за клетви, сега ми текна. Работевме еден труд за клетви и му кажувам дека ми требаат оригинални клетви од Струмица и Струмичко и сега јас ги знам клетвите што сум ги слушала од старите, меѓутоа да видам и нешто постаро. А клетвите се неверојатна работа, значи тоа е буквално да излезеш од кожа колку нашиот народ се приклонувал кон тоа, кон силата на зборот и верувал во тоа. И вика, слушни ја најновата клетва. Како беше? Егата апне короната. И на пазар ја запишал и ми ја кажува и во Белград, во Ниш, на научната конференција го презентирав трудот и ја кажав истата таа поговорка и буквално се разви дискусија околу тоа дека тоа се новите тенденции во фолклорот кои што ние само мислиме дека се тоа некои современи влијанија, но тоа мора да се запише бидејќи за генерациите од денес по 100 години ќе биде фолклор. Благодарам биле. Киро Донев. Јас се јавам по желба на Ленче, сопругата на Ванчо. Викам, ман, молим те, кажи го тоа. Не ќе ме да го кажам. Со Иван Котев си имав големи маки. За време на тие манифестации додека бев во детска радост, низ Македонија во основните школи. Имавме Куриче, Гоцеви денови и не знам тие манифестации, куизови и така натаму и си го носев со мене како дедеве вака на тие приредби, доваѓаше. Те во жири ќе биде, Љуба ќе биде и си имав, така ќе седнеме на маса, нели, на вечер со тие непознати луѓе. И седеме и Иван, некој ќе каже нешто и он извади тука, ќе биде. И еден од делчо вика, јал малку да ти кажам нешто, тој шпионот од кај го носи, се што кажа. Вика, не ми го носи веќе, се што кажа, запишува, вика, да. Нема, вика, мој поговорки, мора осте, вика, ти поговорки, ја ги знам така. Јас сум лежал во затворот, така, вика, нема го носи. Нема, викам, човек, не е шпион, бе, вика, сега да го нося. И сега тоа преди 2-30 години, му имав рубрика во наш свет, ја водеше по народно творештво, сега веќе тие рубрики нема ги. После му дадов лектирата Енци Менци. Енци Менци, да. Ама дојдат други, па тие филозофите му ја сменија, но тие што се филозофи збраат, а Ванчо стручнех по оваа работа. Сега Ленче што ме замоли да кажам, абе кажи ти дека прво го спомна, вика, како дека Торце Пенков. Јас сум заборил, сега сетив, го памтам тоа, кога ми излезе оваа книгата Македонски народни приказни, соработувавме ние со Украина и требаше ние да ги објавиме украински народни приказни, а Котев да ги направи македонски народни. Беше преди 30 години, така, ако не и повеќе. Таа излезе после на македонски. И јас му напишав, Ленче го запамтило тоа, јас по тие манифестација сум напишал, додека јас тамо вамо Лопотев, Торце Пенков стана, другар ми Иван Котев. И вика, ти прво го спомна. А инако, можем него да отужам врз базата на подопрен глас, бидејќи многу големи маки ми правише, меѓутоа ќе му простам заради тоа навистина што стана Торце Пенков.
Еве, Ленче, тоа беше нели. Благодариме, Чичко Киро. Многу ни е... Петар, имаш нешто да додадеш? Може на кратко, затоа што многу убаво ни тргна. А и ќе станам од почетком публиката. Добро вечер на сите. Пошто кажаме неко прашање да поставиме, чисто сакам да поставам до Чичко Иван, како што кажаме. Јас се сеќавам од далечната 81 година, како пето оделение бех, кога Иван Котев дедевок сигурно, он е настан кој сигурно нема да го знае, или може ќе му текне, бидејќи има изворедна меморија, колку што јас го знам, бидејќи ми пред се ми е пријател. Беше паркиран со една многу чудна кола за нас, јас бех пето оделение, на плава Дијана, која на нас не личеше на Желка. Паркирал се во школскиот двор. И ние неколку деца дојдеме, почнаваме си играме со неа, не беше интересно и мислам дека откачиме предниот калник на колото, тоа имаше така испакнати калници. И не викна нашиот класен и знаете ли што сте направили, како сте направили, изруга народно кажано. И питаме ние чија таа кола и со некој еден вид на посмев, ја на тај што се убира приказки по пато. И значи прашањето ми е дали бидејќи во тоа време 80 години од минатиот век, некако мислам дека добар дел од вашите колеги во тоа време би рекол со посмев се гледали на вашата тогаш работа, дали не сте били во некоја дилема дека треба да престанете со таа работа, бидејќи нити е имало финансов бенефит, нити е била лесна, а од друга страна од тие од кои требало да очекувате поддршка, верувам дека во голем дел сте доживували подсмев. Сигурно ви е била некоја препрека на патот и во делот сакам да кажам, пак се доврзам да не зија многу време, на брзина зборам, сузе што вика пари ќе се најдат, додека ја водев општина Ново село, земах еден одреден број книги од народни приказни, стави ги на масата, сакајќи да завршим работа и верувајте ме во некоја дилема стоат на бюро, што ќе правам с тие книги? Ќе си земам една за мене, ќе дадам една на некој човек. Си стоја на бюрото, за 2 дена доваѓам книгите ми ги нема. Кој кај дојде си земе книга, значи книгата е била интересна и сега земали луѓето кои доваѓаат кај мене. Това е еден од начините на луѓе кои што можат со наши, со народни, со државни пари да ги купат тие книги, давајте ги, ние пак ќе завршат во народот како поклон. Благодарам. Петар, ти благодариме. Јас стоам на мислене дека човек, ако работи една работа, а не ја сака, порно да не ја работи. Јас просто се влюбив во фолклорот и затоа никој пат немав дилема дека ќе престанам да собирам. Иначе точно оти се тоа што е соберно е на мој финансиски грб. Тук таму некој пат ќе се продаде по некоја книга по училиште или таму, тоа беше само добивката, да покријам да речеме колку горивото, иначе со љубов работам, уште работам, некни запишав една убава песна, прекрасна песна, значи не престанувам и дури сум жив, ќе се собирам. Так, ти благодариме. Аз сметам дека ти лично си човек кој можеш да собираш фолклор, бидејќи и ти живееш со фолклор, гледам твои објави и настојувам еден дел од тоа да се објави, дури сум жив, една рецензија да те напишам. Убаво си разговаравме, многу ни е пријатно од оваа страна, верувам дека уживате и вие. Има уште едно... Чичко ми. Да, повелете. Чичко Трајче, повелете. Ќе се однесе прашањето и за двајците. Прво, во нашиот јазик стои еден збор мечта. Многу од современици некои погрешно го толкуваат, така гледам преку литература, но наједноставно тоа значи идеал. Дали за вас двајцата ова дело денеска е пред нас представува конкретен или да кажем објективен идеализам на тај идеал или е совршено дело кое само за себе треба да остане како платонска представа. Толку. Благодарам. Еве јас по роднинска линија да одговорам. Благодарам на прашањето.
идеал или совршенство, не знам, прво за дека е совршено, сигурно дека не е. Меѓутоа, ако треба да биде ова некое заокружување на една моја фаза од животот во која што јас како почетник, научник, можеби наивно сум почнала да се занимавам со толкување на фолклорот, можам да кажам дека оваа книга е можеби на чекор до тој мој идеал за кој што јас сонувам, а тоа е колку што можам, и јас по патот на Иван, колку што можам да дадам, колку што можам да оставам нешто зад себе, во она што најдобро знам да го правам, барем сметам дека можам, а тоа е со научни вистини да го толкувам фолклорот. И ако тоа е мојата цел, тогаш мислам дека мојот живот веќе има некоја зацртана врвица, се движам кон тоа, па да сме здрави и живи, нека биде ова само почетна точка од која што сум тргнала во остварување на тој мој идеал. Ти благодарам, Чичо. Ви благодарам затоа што речиси час и половина сте овде со нас. Верувам дека уживате, меѓутоа се што е убаво мора да има крај и убаво е да го заокружиме. Да, секако ќе ви оставиме простор. Кога соработуваат луѓето, најпрво стануваат можеби пријатели, се разбираат, мора да се разбираат за да соработуваат, но тоа здушување што се случи помеѓу Иван и Ана е речиси роднинско. И заради тоа Иван има еден посебен гест, еден посебен подарок со кој што сака да ја изрази почита, благодарноста и љубовта што ја гаи за Ана како негова соработничка и еве фигуративна ќерка, затоа што така се честопати нели произнесуваш за тој еден благороден, еден чист однос што се гради меѓу вас, па би сакала да ти ја придадам за да ја дадеш. Има една поговорка, фрли за тебе да најдеш пред себе. Јас не знам што сум фрлил, што најдов вакво богатство, бидејќи Ана Витанова Рингачева, тука ги во тој контекст, Институтот за фолклор, еве тука е почитуваниот Ермис Суза и други, Киро Донев, мои пријатели, мојата фамилија ми помогнаа, меѓутоа Ана Витанова Рингачева на мене ми подигна споменик не од гранит и од мермер. Туку ми подигна споменик од зборови. А зборовите излегуваат од душата. А душата е безсмртна. Значи ми подигна безсмртен споменик. Здраво, извини, хвала ти. Ова е Света Ана. Јас верувам дека големата светица, почитуваната светица, се радува што има човек, личност, жена, што го носи нејзиното име. Ана... Знаете колку ова тежи. Ова е веројатно некакво дрво. Орев, да. Благодарам многу. Не знам, останав без зборови, ретко ми се случува тоа, меѓутоа да можев да плачам, сега ќе плачам пред вас, меѓутоа еве се трудам да не го правам тоа. Иван, ти благодарам. Убаво кажа Сузе, тоа е едно навистина искрено пријателство, пред се почит, и заради тоа што си го имам најверниот соговорник кога станува збор за мојата работа. Ова е преубаво, ќе го краси мојот дом и споменикот од зборови, верувам дека само ќе се надоградува. Благодарам. Ај, тоа е за мене. Колку е трогната Ане, чувствуваме по тоа што останува без зборови, затоа што споменикот зборови не се гради туку така. Не се гради туку така. Меѓутоа, ова почит, ова пријателство и соработка е взаемно, така што има уште нешто, еден возвратен гест. Ане, имаме еден заеднички пријател.
Може ли пак? Да ти Имаме заеднички пријател, почитуваниот господин Ѓорги Джингов, кој што е струмичанец. Родом е во Струмица, меѓутоа живее и работи во Скопје, еден прекрасен човек кој што, верувајте ни, на сите наши на потреби, кога имаме барем потреба од некаков символичен гест, подарок и слично, секогаш е тука да ни го возможи тоа. И ова е негово дело, на негово инсистирање. Кога му кажав дека ќе правиме промоција на книгата, тој посака да остави нешто свое и да го изработи ликот на Иван Котев, вака, и мислата која што стои под неговиот лик, фолклорот е килим на кој основата е судбината на народот, или поединецот, а преплетот е времето. Ова е мисла на Иван Котев. Повели. Повели. Ова е Иван и нека неговата куќа го краси овој убав подарок од нашиот заеднички пријател господинот Ѓорги Джингов. Ви благодариме. Нека ви е честито и на двајцата, да се поддржувате, да не радувате со следни вакви дела, но и со вашето присуство и вашата енергија и дух, затоа што го сведочите времето во кое што живееме. Вам, почитувани пријатели, ви благодариме за времето што го одвоивте да се радувате со нас. Имајте убава вечер и се разбира може да пристапите кон потпишување на книги од нашата Ана. Ви благодариме. Јас сум трогнат, значи, фала многу, благодарам. Ви благодариме уште Убава еднаш. вечер на сите.